како укажување, а не како реплика. Да подсетам. Имате право на реплика, Да. сега укажувањата се друга Реплика, форма. еве добро реплика. Сакам да кажам дека е со добра волја bona fide. Да подсетам. На седмицата на Комисијата за образование и спорт укажавме дека на овој закон му недостига оценка на состојбите во областа. Ја нема диагнозата, големата слика во основното образование во време на COVID-19, малите општински слики, профилите на наставниците, на учениците од различни категории, особено вклучувајќи ги најфрагилните, лицата со посебни потреби. Тогаш немаше да има потреба од ваква дебата. Видете, во оценка на состојбите, што треба да биде диагноза, да стои само дека се темели законот на студии на меѓународни организации, светска, здравствена и слично, ги нема студиите, ама мене ме интересира македонскиот случај, македонската студија. Тогаш, може би поинаку ќе дискутиравме. Што укажавме ние? Укажавме дека, ако зборуваме за закон за високо образование, измени на законот за основно образование, дека подготвувајќи се за седницата, што воочивме? Многу од студии домашни, на Меѓаши, на народниот правобранител со посебен акцент на децата со посебни потреби. Понатаму на УНИЦЕФ. Побаравме тие луѓе, бидејќи се повикуваме на инклузивност, исто така, ако е скратена постапката, да дојдат и да ни ги соопштат воочените проблеми. Значи, господине Адеми, тоа не достига во овој закон. Бидејќи студиите генерализираат, на еден начин се решаваат проблемите во Германија, на друг во Македонија. Да се согласевте да дискутираме за ова, да се согласевте да го збогатите законот со еден неопходен елемент, тогаш мислам дека и за предложените амандмани поинаку ќе дискутираме.